Добар ден до сите што не следите. Во изчекување сум на Јорданка Бошковска, ученичка во Средното медицинско училиште Панче Караѓозеф. Она ни подготви на вистина едно кратко видео на кое што носи една добра порака, а беше испратено до Светскиот конгрес за безбедност и здравје при работа. Така ни сподели незини впечатоци, незин поттик за учествување на преварот и така натаму. Еве Јорданка веќе пристигнува. Здраво! Добре дојде! Јорданка доаѓа директно од училиште, од незината практична настава, како што гледате и по мантила. Најпрво, кажи ми, Јорданка, како се чувствуваш? Пријатно ти е во нашето дружение? Па да, нормално. Ајде да ги запознаеме сите оние што не следат. Која е Јорданка Бошковска? Кој е твоето хоби? Што правиш во слободното време? Како што кажавте, учам во Панче Караѓозеф медицина. Моето слободно време играм видеоигри, читам книги и искатам со друштво. Мислам дека е во ред така. Кажа ти што правиш во слободното време, но не ни кажа дека и подготвуваш понекогаш филмови, кратки видеа. Видео подготви на вистина кратко, но со една јасна порака која што го испративме на медија надпревар за млади, токму на Светскиот конгрес за безбедност и здравје при работа. Па кажи ми од каде дозна за надпреварот? Дознав за надпреварот како секој нормален тинејџер преку интернет. Мотивот за видеото и за идејата, знам дека луѓето ги привлекува несреќата и го создадов видеото за на некој начин да ги предупредам дека никош не сме сигурни и безбедни. Официјалниот дел, ако може така да кажам, каде што нема пучавај од возила во нашите канцелари. Јорданка, кажи ми, на трибината која што беше одржана во саботата, прв пат имаше можност да бидеш дел од нешто вакво, така? Да. Може да ми споделиш твое искуство, впечаток од тој настан? Па, дека ми беше прв пат, имав голема трема, ама наискрено беше интересно. Иако имав голема возбуда, мислам дека целиот настан беше многу значаен и самите ние деца да имаме збор, да имаме глас, да си го кажеме своето мислење. Кој е твоето мислење во однос на ова? Како ние можеме младите да допринесеме, да создадеме или да бидеме безбедни и здрави генерации? Како прво, ние треба да сватиме, да разбереме дека ние, нашето работно место, што и да работиме, секогаш има голем ризик. Ние не треба само да го прифатиме, дека можда еден ден настал да не се случи. Треба да се собереме и да го промениме тоа, да не се секираме некој ден кога ќе одиме на работа, дека можно е да не се вратиме. Што ние си го видивме на заедничката трибина е дека почесто ќе ги организираме вакви трибини, вакви настани, меѓутоа и вие младите кои што бидете дел од тоа ќе ширите идејата и мислата за безбедни и здрави работни места. Можеме да очекуваме, верувам дека и на ниво на вашето училиште ќе да организираме нешто слично вакво. Така ти е. Готово? Поздрав! Чао!